Кога се гледа Охридското село Ботун од првото возвишение над него, безмалку секогаш ќе се забележат градежни промени, како е во случајов отварање на видикот од изградбата на автопатот Охрид-Кичево. Меѓутоа и многу порано може да се забележат градби во поглед на изградба на нови објекти, реконструкција или возобновување на православни храмови со изразена желба за зачувување и негување на духовните објекти. Всушност, точката на посматрање на Ботун е токму испред храмот посветен на Господовата мајка, Пресвета Богородица, и тоа во моментот кога светијата ги очекува своите чеда на нејзиниот ден, на денот од нејзиното вознесување во Господовото царство, на денот од голема Богородица. Сега, возобновувањето на црквата посветена на Света Богородица беше често следена во своето напредување, не само што се воздигна импозантен објект како црква, туку се изградија помошни објекти како што се конаците, црковната трпезарија, црковната кујна, ама и среден е и дворниот простор, низ кој ќе продефилираат илјадници верници расположени за духовна почест, пеење и играње, особено во текот од времето на средбата. Теренот е прилагоден и за вечерни случувања, каде има простор и за посматрање, така наречени трибини за седење, од каде верниците, ако не се расположени за оро, безгрижно ќе ја посматраат веселбата во дворот на црквата. Подготовките за големиот празник завочнуваат многу денови пред него, особено после 18 часот, кога најнапред ќе треба да се направи стратегија за зачувување на здравјето на верниците во екот на големата пандемија, наречена корона. Со оглед на намерата за да се ограничи бројот на посетители, организаторот не ја пропагираше веселбата низ околните населби, која воспротивно лесно и брзо ќе го наполнеа просторот од црквениот двор. Во меѓувреме беше во прилика оркестрот на Златко Миладиновски да се инсталира пред конакот со намера да овозможи веселба, ама и да пристигне вечерата во облик на ланч пакет со оглед на протоколите за заштита од пандемија. Очекување да пристигне и свештеното лице кое ќе треба да овозможи празнична литургија во храмот, гостите приоѓаа до местото за понуда на свечи, купуваа и пареа за здравје, ама и во чест на светителот. Со оглед на ограничениот простор во храмот беше многу битно да има место за кумот и за неговите најблиски. За оваа година како духовен кум ќе се појави семејството на Кристијан Митрески, ама не само како духовен, туку ќе мора да води сметка за целиот дел од настанот, каде се вбројуваат црковната вечера за секој присутен, организација за изворот на веселбата, за импровизираниот шанг за освежителни пијалоци, за домаќинска срдечност за секој кој што ќе дојде на овој простор и за се што ќе се однесува за здравствената заштита на присатните. Токму од таа причина во храмот посветен на Света Богородица, во текот на литургијата неговите членови од семејството носеа заштитни маски. Се разбира, низ текот на литургијата влегуваа верници, ама со намера да се поклонат пред иконата на Светата Мајка и излегуваа како би направиле место за новодојдените.
Следиме моменти од црковната литургија, се до моментот на осветување на светиот леп и светата пченица, што ќе ги символизираат моштите на светиот Бог. Ветровите ги правиш своји гласници, а слугите свој огнен пламен. Ти си ја поставил земјата на цврсти основи, да нема да се размиша никогаш. Си ја покрил со бездна, како со облека, води ќе стојат на горите. Од твојата закана ти бегаат, од гласот на твојот гром се бојат. Се издигаат по горите, се спуштаат низ долините, на места што си ги определил. Си поставил граница преку која нема да преминат, ниту ќе се вратат да покрија земјата. Си управил извори во долините, меѓу горите течат води, ги напојуваат сите полски цверови, дивите магариња гаснат джетта своја. При нив живеат птици небесни и меѓу камењата пуштаат глас. Ти ги напојуваш горите од своите височини, од плодовите на твоите дела се наситува земјата. Ти правиш да расте трева за добитокот и растение за потреба на луѓето, за да произведат леп од земјата, и вино што го весели срцето на човекот, и еле од кој блеска лицето негово, и лепот што го запјатнува срцето на човекот. Се заситуваат дрвјата по полето, кедрите ливански што си ги посадил. На нив птиците си прават гнезда, елките им се живеалишта на штрковите, високите гори на срните, камењата прибежиште на зајаците. Он ја создал месечината да ги определува времињата. Сонцето го знае својот запад. Спушташ темнина и настанува ног. Тогаш излегуваат сите горски цверови, лавовите рикаат за плен и бараат од Бога храна за себе. Изгрева сонцето, а тие се собираат и легнуваат во своите лекови. Човекот излегува по своја работа и работи до вечер. Колку се многоголеми твоите дела, Господи, се си направил премудро. Земјата е полна со твоите созданија. Еде го и морето големо и пространо, таму се движат безброј лазачи, мали големи животни, таму пловат кораби, таму е чудовиштето што си го создал да игра во него. Сите ти од тебе чекаат да им дадеш храна на време. Им даваш приман, ја отвораш раката своја, се наситуваат со блага. Го одвратиш ли лицето свое, се збунуваат, им го одземаш ли духот нивни, умираат и во земјата своја се враќаат. Го праќаш ли духот свој, се создава, ти го обновуваш лицето на земјата. Во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Амин. Возлюбени мои во Христа, денес црквата Христова празнува еден чудесен настан. Настан кој во себе ги поврзува и тагата и радоста. Тага, бидејќи земната црква се одвојува за миг од преславната Божја Мајка, а радостна бидејќи небесната црква ја прима она што во себе го прими Бога на се. Оној што ја држеше Вселената и што ја држи Вселената во свој раце, Богородица го прима во својата утроба и му ја нуди како постела во која тој лежеше 9 месеци. И нелиот Богородица си направи тело за себе и се роди без да го повреди нејзиното девство. Апостолите брзаат кон Гециманија за да се поздрават со Божјата Мајка, бидејќи таа која го роди оној што раѓа се, не можеше да види распаѓање, бидејќи нејзиниот син не види распаѓање, па затоа сите сега брзаат кон Божјата Мајка и за последен пат да се поздрават во земната црква со неа. Но, според промислата Божја, исто како што Свети апостол Тома отсуствуваше кога Христос воскреснат им се јави на своите ученици и апостоли, така и сега на овој настан, бидејќи тој беше заминал далеку на мисија, отсуствува и го нема во Гециманија. Бидејќи, како што ни сведочи Исус за овој празник, апостолите кои веќе беа се расеале по целиот Блиски Исток да го шират Евангелието, на облаци беа носени во Гециманија. Но апостол Тома задоцни и откако гробот на Богородица беше затворен 3 дена, тој стигна со задоцнување и му го отворија гробот, бидејќи тој сакаше да се поклони на Божјата Мајка. Но еве мили мој повторно чудо. Гробот во Гециманија е празен и како што знаеме, Божјата Мајка заедно со телото нејзино беше земена во небесниот Ерусалим за таму да седи од десната страна на нејзиниот Син, а на нашиот Бог. Гледате, Бог и овде го покажа своето милосрдие и човеколюбие, бидејќи не наследи се од природата што тој самиот ја создаде, откако 9 месеци лежеше во утробата на својата мајка, сега ја зема при нејзе.
но го прави, ја зема при себе, но тоа го прави од човеколюбие, бидејќи знае дека Богородица ќе биде милостива мајка на сите христијани до крајот на светот и векот. И Богородица после Бога е нашата најголема утеха, бидејќи таа секогаш има смелост за нас да се застапи пред Бога за нашите гревови и да побара простување. Има едно чудо што опишува смелоста и колку тоа Божјата мајка има слобода пред својот син. Има едно чудо во манастирот Ивирон, односно во манастирот Ватопет со чудотворната икона на Пресвета Богородица Кордаитис. Имено, бидејќи монасите почнале да живеат неподобно на монашкиот живот, а надвор од Света Гора владеел отоманскиот, односно агаријанскиот окупатор, кој исповедал друга вера, Бог позволил манастирите постепено да потпаѓаат под различни искушенија, да бидат ограбувани, но во Ватопет на портата монасите чувале на икона на Божјата мајка и сека вечер кучарот кога го заклучувал манастирот велел: Богородице, во твои раце го предавам манастирот. И едно утро агаријаните скриени чекале пред манастирот за да го разурнат, да ја отклучи портирот вратата скриени, но само тој што го славил клучот во клучалото, во бравата Божјата мајка, односно се слушна глас од иконата: немој да го правиш тоа, зашто го отвориш, манастирот ќе го разруши. И тогаш Христос, како жив човек од иконата на Богомајката, односно од заедничката икона, става раката негова на устата на Богородица и вели: зошто им кажа, моја волја беше да пострадат. Но Богородица му вели: но сине моја беше да бидат спасени затоа што ревностно ми служат. И до ден денес иконата стои така како Христос ја покрива устата на Богородица. Гледате каква смелост има Богородица пред Бога. Затоа секогаш молете се пред неа, пред нејзината икона. Ве овде сме сведоци дека последно се случуваат големи чуда во овој манастир и пред секоја икона на Божјата мајка, бидејќи, како што кажавме, секој што кон неа дотршал со искрена молитва не останал неутешен. Затоа и мајка за најголема закрила пред Бога, за најголема утеха пред Бога, бидејќи таа и навистина е таква. Се царица, мајка на сите и така натаму. Да сме здрави и живи, Богородица да ни го чува и селото, и манастирот, и сите нас и целиот свет да ни го множува родот православен, година да сме и поздрави и побројни, и Господ да го прекрати ова зло, ако е за наше искушение и вразумување, да се вразумиме, бидејќи да знаете дека секогаш Бог прави се за да не доведе до спасение. И така и сватете и ова болест, како една Голгота, низ која поминува целото човештво, за да се искупи од своите гревови. Затоа чувајте се, чувајте го здравието, но пред се предадете го тоа во рацете на Бога, во рацете на Божјата мајка, бидејќи онаму каде што Бог сака, таму запираат и природните закони што тој самиот и создаде. Да сте здрави и живи од Бога благословени. Честит нека ни е празникот и славата. В рождестве детство сохранила си, во успени мира не оставила си, Богородице, представила ја си к животу, мати сушти живота и молитвами Твоими избавляеш и од смерти души наша. Господу помолимся, Господи помилуј, царство совершиви словом Твоим, Господи, и повеливи земли много различни, роздјати плоди на наслаждение и пишту нашу, пише семени три отроки Данила, суштија во Вавилоне, сластопиталник, светлишија показави, сам се благи царју и всемене сија, с различним плоди благослови и од нив вкушајуштих, посјати јако во славу Твоју и во чест, свято и владичицу нашу Богородицу, сија предложиша си од Твој храбов их памјат, благочестивој вери скончавиших сија, подаже блажен, благокрасивишим сија и памјат совершајуштим, се јаже по спасению проштенија и вечних Твоих благ наслаждение молитвами пречистија владичица нашија Богородици и присно Деви Марии, и еже и памјат совершаем и всех святих Твоих, яко Ти еси благословјаја и освештаја всеческаја Боже наш,
i Tebe slavu vosилаем, безначалnom Отцу, с единоrodnim Tvojim Sinom i presjatim i blagim životvorjaštim Tvojim Duhom, нині і присно і во веки веков. Амінь. Да се помолиме на Господа. Господи помилуй. Господи Исусе Христе, Боже наш, благослови го лебо от виното и пченицата, со Духот Твой свет постоянно, сега секогаш и во вечни векови. Аминь. Господу помолимся, Господи помилуй. Господи Исусе Христе, Боже наш, благослови вину, хлеб, вино и пченицу Духом Твоим святим, сега нині и присно и во веки веков. Аминь. Да се помолиме на Господа. Господи помилуй. Господи Исусе Христе, Боже наш, благослови го лебо от виното и пченицата, со Духот Твой свет постоянно, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Ти го принесуваме овој дар, Господи, во слава и чест на Божјата Мајка и на незиното успение, по незините молитви. Прими го се щедри овој дар во Твојот свет наднебесен и духовен жртвеник. Амин. Ти го принесуваме овој дар, Господи, во слава и чест на успението на Богородица, по незините молитви. Прими го се щедри овој дар во Твојот свет на небесен и духовен жртвеник. Ти го принесуваме овој дар, Господи, во слава и чест на успението на Божјата Мајка, по молитвите на Богородица. Прими го се щедри овој дар во Твојот свет на небесен и духовен жртвеник. Амин. Ти го принесуваме овој дар, Господи, во слава и чест на успението на Божјата Мајка, по молитвите на Богородица. Прими го се щедри овој дар во Твојот свет над небесен и духовен жртвеник. Амин. Святи мученици, иже добре страдавчествовавше и венчавшеся, молитеся ко Господу, помиловатися душам нашим. Слава Тебе, Христе Боже, апостолом похвалом, мучеников радование, иже проповед Троица единосушная, Исаия ликуй, дева и нево чреве, и роди Сина Емануила, Бога же и человека. Востоким я ему, Его же величающе Деву ублажаем. Ова е од кумот? Не. Двете раце и ќе повторуваш помај. Велико име, Света Троица, Пресвета Богородица, помагај нас. Христос прости нас и ќе биде за многогодишен денот, радосен ден. Ова чиво е? Ајде. Велико име, Света Троица, Пресвета Богородица, помагај нас. Христос прости нас. Велико име, Света Троица, Пресвета Богородица, помагај нас. Христос простре нас за многу години. Ова. Велико име, Света Троица, Пресвета Богородица, помагај нас. Христос простре нас за многу години. Помилуј не, Боже, по Твојата голема милост и се молиме, чуј не помилуј. Уште се молиме за милост, мир, здравје, прошки, разрушување од гревовите на Божите раби и миња. Марија, Христијан, Ире, Славица, Елена, Викторија и Зора. Уште се молиме за Божите раби, Славчо, Ленче, Катерина, Горан, Зоре, Драга, Анета, Митко, Климен, Теодора, Алексеј, Јован, Христијан, Христина, Мартин, Милчо, Васка, Наташа,
Деклан, Разменка, Димитар, Християн. Уште се молиме за Божите раби, Славчо, Александар, Антонио, Оливера, Македонка, Милена и сите присутни. Уште се молиме за милост, мир, здравје, прошки разрушување од гревовите на Божите раби. Љубе, Горан, Златко, Суза, Тамара, Анабела и Теона. И за сите овде присутни, за сите кои го празнуваат овој празник, зашто си милостиви човеколюбец, Бог и тебе слава ти вознесуваме, на Отецот, Синот и Светиот Дух сега секогаш и во вечни векови. Амин. Премудрост, Христос истинскиот Бог наш, по молитвите на Свата Пречиста Мајка, чи спомени успение празнуваме, и по молитвите на сите свети да не помилува и спаси како благ и човеколюбец. Амин. По молитвите на светите Отци наши, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуј ни и спаси ни. Амин. Нека е честит празникот и за многу години. Година радосно и весел. По завршувањето на верските обреди, организирано беше поделена црковната вечера. Се разбира, не на црковната трпеза, туку во безбедност на кесе во кој со својот состав воопшто не бегаше од традиционалното гравче со по едно парче риба. А да, пакетот содржеше и традиционално луто пиперче. Мал дел од верниците се во преполовената трпезарија. Повеќето од нив застанаа покрај светлата од многобројните киндерлаби на оградниот бетонски ѕид. Дел од нив легоа во своите автомобили на вечера, а дел ја одложија вечерата за дома. За секој случај, сите беа послужени. Веднаш по споделувањето на црковната вечера се појавија и звуците на оркестарот на Златко Миладиновски. Се најавија и интерпреторот на народна музика, во овој случај Владко Миладиновски и Дамјан Стојановски, и се чекаше само на моментот кога некој ќе го скрши мразот и ќе заигра. Иако орото започна со скромни 5-6 играорци, за неколку моменти орото ќе го забележиме дури на 3 нивоа, што укажува на желбата од многуте присутни за да заиграат на овој светл ден. Тоа би значило дека во продолжение на записот нема да ви биде потребен коментарот од репортерот. Да сте нездрави и живи и следната година да ви има во поголем број. Уште долго вака да го славиме и секоја година се повеќе и се повеќе народ тај Божи. Вечерва со вас сме јас, Дамјан Стојановски, мојот братучет Владко Миладиновски и оркестарот Интермецо под водство на Златко Миладиновски. Се надевам дека вечерва убаво ќе си поминеме. Ајде, за многу години македонци!
i što sunce to rano iskreva, tamo rosa da cveke milova, pa i što ptica da ljubav popea, solzi radosnici srca topea. Gledaj prekrasno sino jezero, ovdje ljubav ta nema granici. Gledaj livada cvetna ravnina, ovdje vre pesnata je otamnina. Za mnogo godini Makedonci, kade i da ste, za mnogo godini moj narode na Makedonija. Se ljubav svega da nazdravime, ljubav golema, za večna da i bide srećata na Makedonija. Ljubav golema, i neprebolena, ljubav golema, za Makedonija. Ovdje me kod srca izgore, ovdje vino to duši otvori, ovdje momine se zaljubene, momčinja vreme to ne zagubenje. Za mnogo godini Makedonci, kade i da ste, za mnogo godini moj narode na Makedonija. Su ljubav svega da nazdravime, ljubav golema, za večna da i bide srećata na Makedonija. Ljubav golema, i neprebolena, ljubav golema, za Makedonija. Makedonci, kade i da ste, za mnogo godini moj narode na Makedonija. Su ljubav svega da nazdravime, ljubav
народ, туку векови зад нас. Сите мислат дека можат да не премолчат. Ајде сите едноро, оросе македонско, дружно браќа да заиграме. Ајде сите една песна, песна се македонска, дружно браќа да запееме. Стара лука, една мајка, сите нас не родила. Од Вардар Пирин до Солуна, име е Македонија. Стара лука, една мајка, сите нас не родила. Нека знаат, мајко, ти ни остана, нема друга Македонија. Не сме дрво, бровка, земја, корен да ни изгорна. Иде време, сите просто ќе ни застанат. Ајде сите едноро, оросе македонско, дружно браќа да заиграме. Ајде сите една песна, песна се македонска, дружно браќа да запееме.
Любиток sana Zaneja kiedy wam Soči Amiruma Da mi pomeni Sevda moja Sevda da mi izvezi
svega moći, gdje mi deo same, onoj što svega plače, već ovdje tatova. Isplači se svega mila, isplači se tada sama, da moj te ramena. I daj naš se kje zrasne, i lijepo dok je se smiri, kada ti zasviri. Zavedna sudbina, onoj što silno ljubi, mora da gubi, dok ja si beskrajno. Zavedna sudbina, onoj što silno ljubi, mora da gubi, dok ja si beskrajno. Zavedna sudbina, onoj što silno ljubi, mora da gubi, dok ja si beskrajno. Cocinata che si vela, cade se malite, vampir šeta,
Prateli selo, nomeli ajde slatko kičevsko. Se smeja, zašto me mlada omaže, zašto me mlada omaže, zašto me mlada zacrni. Ci